драги пријатели, од името на Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор и од името на тимот на проектот на уставицата од читање до лидерство, ви посакувам топло добре дојде на Speech for Teach, инспирација за едукација. Во наредниве час и половина од прилика, на сценава ќе слушнеме поттикнувачки приказни, споделени од професионалци од областта на образованието, од учители, директори, обучувачи, но и од ученици и родители. А потоа, веднаш потоа, горе во Детскиот креативен центар не чекаат едукативни работилници на кои што ќе добиеме практични совети како тие наши нови инспирации да ги реализираме. Со еден збор, во наредниве неколку часа, заедно ќе се потсетиме колку е возбудливо нашето секојдневие во училниците полни со детски джагор. Колку не радува секој и најмал успех на нашите ученици. Секоја нова научена бројка и секоја точно напишана буква. Ќе се потсетиме колку истрајност, колку голема одговорност, колку отвореност, колку внимание е неопходно за спроведување на нашата професија. Заедно ќе се потсетиме дека она што го правиме не е само важно за учењето и развојот на најмладите, туку всушност е важно и за осигурување на сигурна иднина за сите нас. Сосема соодветно, да го отвори настанов ја има честа една личност која што повеќе од 20 години неуморно и посветено работи за унапредување на квалитетот на образованието за сите деца. Извршната директорка на Фондацијата Чекор по Чекор и раководител на проектот со читање до лидерство, Сузана Киранџиска. Повелете. Почитуван господине Джеймс Стајн, директор на USAID, мисијата во Македонија, почитувани гости, драги соработници, драги пријатели. Неизмерно ми е драго што денеска ве гледам во толку голем број. Тоа може да значи дека нашиот проект со читање до лидерство навистина ужива голема популарност помеѓу вас, сите вас кои што дојдовте од училиштата од цела Македонија да не посетите, и тоа навистина ни е многу драго. Денеска ја одбележуваме третата годишнина од спроведување на проектот со читање до лидерство. Секоја година знаете дека ја одбележуваме оваа годишнина од почнувањето на нашиот проект со некаков настан. Првата година имавме разни настани кои што ги одржавме во Народната универзитетска библиотека, со што сакавме да го нагласиме значењето од библиотеката и сите оние активности кои што можат да се прават во една библиотека. Втората година го отворивме Детскиот креативен центар, минатата година ги промовиравме 20 сликовници на македонски и албански јазик, кои што се дистрибуирани до сите училишта во Македонија, односно до секоја училница каде што имаме деца од прво до трето оделение. И еве оваа година ќе имаме инспиративни говори за едукација, кои што, како што најави мојата колешка, ќе ги зборат познати професионалци и практичари. Ќе имаме 7 говори, 7 минути, и сите тие, преку своите примери и своето искуство во образованието, ќе ни кажат што всушност сметаат дека треба ние да подобриме или како тие го доживуваат образованието. Оваа година малку подоцна го одбележуваме Денот на писменоста, кој што всушност се слави секоја година на 8 септември. Меѓутоа пак, денеска е интернационалниот ден на учителот и затоа би сакала со вас да ја споделам учителската заклетва, која што неодамна на една регионална конференција беше создадена од сите учесници на таа конференција, околу 300 учесници кои што заеднички ги кажаа сите своји заложби за образованието. Оваа недела е и недела на детето и затоа сметавме дека ете овој ден е навистина најсоодветен за да ги обединиме сите наши заложби и да кажеме што всушност ние сакаме. Нашата фондација верува дека еден ден само најдобрите ученици ќе се запишуваат на наставничките факултети и дека ќе имаме секогаш наставници кои што се посветени и кои што се истрајни во својата професија, кои што постојано ќе сакаат да учат исто како што учат и децата. Јас поделувам со вас оваа заклетва и верувам дека многумина од вас ќе се пронајдат во овие зборови што се напишани овде и дека секогаш ќе се трудите да бидете најдобрите наставници за децата,
оние кои што децата ќе ги памтат цел живот. Ви благодарам што дојдовте. Благодарам, Сузана. Денес е важен ден за нас, бидејќи сте сите тука, волкав голем број. Меѓутоа, денес имаме една исклучителна чест, а тоа е официјално да го прогласи за отворен денешниот Speech for Teach, малку е тешко, ама до крајот на настанот сите ќе си го изговараме лесно. Зборот ми беше дека честа имаме да го отвори настанот директорот на мисијата на USAID, господино Джеймс Стајн, кој што овој пат пред сите нас ќе ни удостои со тоа што ќе ни се обрати на македонски јазик. Прв пат! Повелете! Почитувани гости, партнери, наставници, родители и ученици, добар ден, велита. Задоволство ми е што сум тука денес со вас. Ова е прв ваков инспиративен настан за образованието во Македонија. Денес е посебен ден и славиме меѓународниот ден на наставникот и детската недела. Исто така, го одбележуваме и изминатиот меѓународен ден на писменоста, кој секоја година се слави на еден многу важен ден за Македонија на 8 септември. Пред точно 3 години започна проектот на USAID со читање до лидерство. Од тогаш ние работиме заедно со вас за да ги подобриме читањето и слушањето кај учениците во Република Македонија. 3 години го промовираме читањето во и надвор од ученицата како начин за откривање нови светови. Многу сум среќен што денес ќе слушнеме инспиративни идеи од талентирани представници на образовната фела, родители и ученици кои веќе постигнуваат големи успеси. Да ја искористиме ова можност да учиме едни од други, да споделуваме идеи и заеднички да се развиваме во нашата работа. И благодарам. You follow me there. Thank you. Благодариме, господин Стајн, за оваа чест. Сега можеме да почнеме со нашите инспиративни говорници. Ние решивме мразот да го скршиме со еден наш долгогодишен пријател и соработник. Вам ви е познат од проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието. Тоа е еден човек кој што има неверојатно големо искуство во и околу училишта. И сега како да ви го објаснам тоа на што мислам кога велам дека искуството му е огромно во и околу училиштата. Тоа е некој кој што има искуство во спроведување на стратегии за подобрување на образованието во Република Македонија, ама истиот тој човек ги има сменето речиси сите прозорци во сите училишта во Република Македонија. Сите своje искуство го искористил, меѓу другото, и да размислува за начинот на кој што ги воспитуваме децата, па дури и да го преомисли, и тоа денеска сака да го сподели со нас. Дами и господа, чест ми е на цената да го повикам високо почитуваниот Небојша Чичко Прозор Мојсов. Добар ден на сите, мирдита, јук пршендесте джитве. Мене ми и текако драго што сум денеска тука, посебно што волкав број
сте тука и пред се сакам на овие неколку среќници од машкиот род да им честитам затоа што во друштво на околу убави жени јас одамна не сум бил, така да фала ви чекор по чекор што не викнавте денеска тука, што се чувствуваме убаво и што ќе можеме да се дружиме малку во наредниве 90 на минути како што кажа Кика. Кога Кика и Јана ми рекоа небо, а ти да си оној првиот што ќе го скрши мразот, реков секако да, па јас имам искуство во кршење мраз. Едно 10 години назад се обидувам да клизам, да лизгам и буквално го кршам мразот едно 10 години, меѓутоа не се откажувам, се надевам дека понатаму ќе можам уште повеќе да се унапредам и ден да не го скршиме мразот. Од клизањето гледате малку и тие што ме знаат тука, знаат дека јас сум човек што многу сака спорт. Значи, и како ме удушевува таа енергија на спремање, на подготовка, на искачање на терен, на делење на судбината со одреден тим, на почитување на противникот, на моментот дека може да победиш или може да изгубиш и како се тоа ќе го доживееш, дека треба да дадеш се од себе или ако не дадеш, тоа ќе се реперкуира на крајниот резултат. И како човек што сака спорт, се повикува на една изјава која што сите го знаете, Чичко Пиер де Кубертен, кој што пред се е едукатор, историчар и познат на сите нас како татко основоположник на модерните олимписки игри, кој што при посета на едно училиште во Англија, на едно рагби училиште, вели, значи, организираниот спорт е тој кој што ги јакне моралните и социјалните вредности кај поединецот и пред се кај групата, кај општеството. Понатаму сето тоа го развива, доаѓа до идејата дека треба да се прават модерните олимписки игри и доаѓа до една изјава која што сега Дени ќе ни ја пушти, која што вели, сите ја знаеме првиот дел, не е важно да се учествува, не е важно да се победи, меѓутоа има еден втор дел кој што вели основната работа во животот е колку добро се бориш, а не колку добро ќе победиш на крај или што ќе освоиш. Меѓутоа борбата е таа која што вреди. Или ја се цитирам еден мој бивши колега Ерик Растен кој што велеше планот е ништо, планирањето е се. Значи процесот е она кое што ние му даваме вредност и се фокусираме да постигнеме нешто. Пиер де Кубертен, кога денеска би се сретнале јас со него, бидејќи пред некоја година за време на еден мој роден ден, моите колешки ми купија мајчка на која што пишува една од моите најомилени изреки, а тоа е важно да се учествува, ама најважно е да се победи, да не се лажеме. Значи, влегуваме во нешто за да добиеме, за да постигнеме нешто. Меѓутоа, кога сега би се виделе со Пиер де Кубертен, би имале нешто што кога дел од моите колешки имаат дискусија на повисок тон, викаат не се карам, имаме аргументирана дискусија. Така да со Пиер јас би се расправал по тоа прашање, меѓутоа и би се согласиле во секој случај. Како човек кој што сака спорт, не може а да не потенцирам нешто кое што е и како битно за мене, и како битно за она што ние го работиме заеднички, за тоа што се бориме. А тоа е на едно новинарско прашање, за мене најголемиот кошаркар на сите времења Мајкл Джордан, кога го поставуваат прашањето, му велат колку уживате, дали уживате во победите? Джордан вели, да, многу сакам да победувам. И тоа ми е се, затоа играм кошарка. Меѓутоа, многу повеќе од победата го почитувам поразот. Вели, зошто? Победите се слични, како јајце на јајце. Имаш еуфорија, адреналин, ќе победиш, ти трае саат, 2, 3, 4 недела, не е битно. Меѓутоа се заминува, се заборава. Поразите се тие кои што не учат, од кои што може да научиме како да бидеме подобри, кои што траат, оставаат длабока трага, оставаат и површинска во секој случај. Меѓутоа поразите се тие кои што ти велат како понатаму да направиш нешто, а да не бидеш во таа ситуација во која што си бил претходно. Токму затоа вели Мајкл Джордан, ги сакам поразите, уживам во нив и во самите порази наоѓам нешто што е позитивно за да ме направи мене подобар играч и подобар човек пред се. Пред 10 дена имав така еден интересен, доста да речеме успешен спортски тениски период и некој таму игравме 2 финалиња, едното го освоивме и тоа беше еуфорија, победивме и така натаму, недела победивме, понеделник
понеделник попладне веќе не се ни сеќавав дека сме играле финали и така натаму или сме зеле некој пехар. Меѓутоа, второто финале го игравме неколку дена подоцна на друг турнир и во последниот меч, 3 меч топки за нас, ние го изгубивме поради тоа што не бевме концентрирани и верувајте ден денеска уште ме боли. Уште го мислам. Значи 2-3 пати се будам савеле со тоа што требаше и како требаше да направиме подобро и како сега од тоа да следниот турнир да постигнеме нешто повеќе. Не дека ќе победиме пак. Меѓутоа 10 дена се поминати во размислување и анализа на грешките во играта, каде треба и што треба да се направи. И сега оваа паралела спортска со паралелата воспитно-образовен процес е многу интересна во секој случај. Самата паралела вели дека ако ние во нашата култура на работење многу имаме култура на апстракција, култура на негирање, култура на криење на работа. Ако дете добие двојка или тројка во училиште, ние апсолутно не работиме со него, не велам вие, меѓутоа генерално како заклучок, да тоа кај е сгрешено, каде треба да се подобри детето, колку тој процес да го направи на позитивно за да добие подобра оценка, туку му велиме ништо ќе помине, ајде следната оценка ќе ти биде подобра. Не сме извлекле поука никаква од претходната негатива за да стигнеме во позитива и повторно следи чекор кој што нели истото дете можеби ќе се подобри, меѓутоа во многу од случаевите и анализите кои што ги имаме ние нема подобрување и останува така. Ако одреден тим школски или дете не успее да победи некој надпревар, ондак се ќути, ондак е срамота, не смее да се зборува затоа што ајде ќе има нова утакмица, па тогаш или ќе има нов тест или ќе има ново нешто. Лично сметам дека тој воспитно-образовен процес е многу битен да го тргнеме образованието кое што и како да речеме добро во Македонија. И има услови за подобрување во секој случај, меѓутоа воспитанието е нешто на кое што треба да работиме сите. И вие како наставници, и ние како луѓе кои што работат во проекти, и институциите, и донаторите, се со цел да ствараме здрави поединци. Значи здрави единки кои што не се плашат да се соочат со тоа што им се случило, не се плашат да извлечат поука од тоа што е направено лошо, а што можело подобро да се направи и тоа јавно да го изговорат. Не во затворен круг, туку да има систем, институција и механизам како ние од нашите негативни моменти, од нашите неуспеси и порази, да извлечеме нешто позитивно кое што ќе не подобри сите. Ова што го работам веќе 20 на години, кога почнав да работам волонтира во една организација каде што беше неверојатно, како да кажам, егоцентрична и беше профитно ориентирана, а во непрофитен сектор и така. Нормално, претпоставувате, таа организација се исчезна за 2 години, затоа што ако не верувате во тоа што го правите, никогаш нема да успеете во овој сектор. Меѓутоа, 2 многу битни животни лекции од таму ги научив, што сакам да ги споделам со вас. А тоа е првата која што таму научив лично не како да ги правам работите, туку научив како не треба да ги правам работите. Зашто видите, како да ги правиме работите има неколку начини. Сад ќе е тука математика, стигање до еден резултат е овој начинот. Ама како да не го направиш има безброј начини. Така да ние со децата треба малку да работиме, да ги едуцираме на тоа да прават разлика помеѓу како треба, како не треба и да учат од тоа како не треба да се работи. И втората и како битна лекција и од овој период и од последниве 20 на години е кога работиме со учениците, кога работиме со децата и пред се со самите нас во колективот, најбитно е да знаеме како да зборуваме. Меѓутоа уште побитно е да научиме и децата да научиме како да слушаат. Нас ни фали дефинитивно во нашата култура да слушаме. Затоа што ние имаме желба да кажеме, меѓутоа многу малку примаме од другата страна и тоа е нешто кое што дефинитивно со учениците треба да го развиваме понатаму. Ана сигнализира, валја е 7 минута, окей, да, важи. Окей, само сакам да потенцирам нашиот генетски код, она од Лела не е тука денеска, меѓутоа го имам научено пред многу години, кој што вели екстерен локус на контрола. Нас секогаш некој друг ни е крив за нешто што не тангира нас самите. Значи тоа чувство на самоодговорност, наспроти колективната одговорност, е основно за формирање на здрав поединец и пред се на здраво општество. Ако ние сме спремни да се соочиме со личните
одговорности, личните, како да кажам, постапки кои што ги водиме или ги преземаме, тогаш ќе можеме да направиме нешто и поголемо од нашата агенда. А тоа е нормално да влијаеме на децата, да влијаеме на себе си и да направиме нешто кое што ќе создаде здрави, уште поздрави генерации, ќе носи на грб и оваа држава и општеството околу нас. Лири е тука, со Лири имам една изрека, ќе ја цитирам во оригиналност, вика, во животот се најбитна една работа, а тоа се две ствари, ред, работа и дисциплина. Така да, ние, децата мора да ги учиме на ред, работа и дисциплина, меѓутоа со личен пример пред се и барање одговорност од другата страна и дискутирање за тоа што можеше и што треба да биде подобро во иднина. И само за на крај, има еден лик кој што и како ме импресионира мене, затоа што е гениалец, наоѓа ресурси во секоја можна прилика, има нонстоп безброј нови идеи, никогаш не губи надеж, секогаш сака повеќе и повеќе да направи и доаѓа до моменти каде што паѓа долу, па повторно се дига, меѓутоа не се откажува ниту во еден момент. Тоа е, се ни го даде ден и сега, ликот кој што стварно ме импресионира мене, којотот, да, апсолутно неверојатен. Така да, не ви посекувам да видите којот е, меѓутоа посекувам желбата енергијата која што има он во намерата и остварувањето на целта, тоа да ја фати брзата птица, која што само трча брзо и е мудра. Што, окей, не е лош. Он има многу поише идеи од неа. Така да ви благодарам многу, имајте многу убав ден, дете мират и се гледаме после, се дружиме добро, окей? Фала ти, Нибо, одличен говор за почеток на еден ваков инспиративен настан. Како да ви ја најавам нашата следна говорничка? Песните на нашата следна говорничка ги обележаат тинеџерските години на мојата генерација. Добро, вие сте сега тука сите помлади, морам некоја друга асоциација. Ај вака. Ти си она што го сакам, бейбе, и храбра сум за разлика од тебе. Предпоставувам дека веќе ви е јасно. Само морам да ви кажам дека истата таа девојка денеска е похрабра од многумина од нас. Таа не само што е мајка, посветена, туку таа е и борец за правата на лица со ретки болести. Имам чест да ви ја најавам нејзината видеопорака за демократско и инклузивно образование. Дами и господа, Ребека. Кога станува збор за инклузивно образование, многу луѓе имаат се што да кажат. Јас секогаш зборувам дека инклузивното образование значи процес кој што треба да се случи полека, постепено, од доле па нагоре. Ние некако во нашето општество инклузијата ја спроведовме од главата кон нозете. Обратно, мислам дека малце се поставени работите и дека всушност инклузивното образование е целина од повеќе процеси. Она што мене ме прашуваат луѓето лично, затоа што имам дете со посебни потреби, со ретка болест, Маркијан, мислам дека голем дел од јавноста го знае, тоа е дали Маркијан оди во специјално училиште, дури и мои пријатели. Меѓутоа, имам проблем да им објаснам дека насекаде во светот, во современите земји надвор од Македонија, значи, процесот на образование се одвива најчесто инклузивно, односно во самите училишта каде што учат и децата со типичен развој. Што може да се подобри? Има многу нешто кои што може да се подобрат, а тоа е повеќе обука на наставниот кадар, значи сите оние кои што се вклучени во образовниот процес, значи создавање на тој инклузивен тим, кој што мислам дека се прави, меѓутоа не доволно. Втора работа е она што ги мачи најмногу родителите, а за кое што не се зборува јавно од страна на Министерството за труд и социјала и Министерството за образование, а тоа е вклучување на повеќе асистенти во училиштата заедно со децата, значи оние кои што ќе им помагаат на децата со посебни потреби и со нетипичен развој, значи да на убав начин се инклузираат во училиштето. Сега имаме инклузивно образование каде што во секој училиште има по еден дефектолог, односно развоен едукатор, јас така обично сакам да кажам,
И тоа не е сосема доволно. Навистина, човек кој што нема дете со посебни потреби не може да свати и мисли дека со вклучувањето на еден дефектолог во училиште тоа завршена е работата. Не, асистенти требаат конкретно затоа што тоа дете можеби не може да отвори сендвич, некој пак ментално е окей, нема проблем со интелектот, му треба помош физичка, значи некој да му ја бутка количката за да тоа дете отиде во тоалет, за да излезе на одмор, за да смени училница ако е во кабинетска настава и така натаму и така натаму. Значи подхитно треба да се внесат асистенти. Она што е моја идеја е тоа дека на асистентите ќе им биде потребно значи некаква едукација, тоа може да биде и преку некој курс или пак да се земат асистенти од факултетите, од универзитетите кои што се сродни значи со едукацијата и со образованието. Значи социологија, психологија, педагогија, дефектологија или развојна едукација, што значи подразбира сите тие можат да бидат вклучени во овој процес. Па дури и пензионери кои што имаат завршено веќе со својот работен стаж, можат да бидат вклучени во целиот тој процес. Едноставно, луѓето можат дури да работат и како пракса да име тоа, значи студентите кои ќе бидат 4-та година, како студентите по медицина, можат да имаат 6 месеци или 1 година пракса во училиштата и на тој начин да им помагаат на учениците во училиштата кои што имаат нели посебни потреби. Тоа е едниот начин. Вториот начин е значи да се соберат сите ученици на купче, кои што се во една генерација, например, прво оделение, имаме 3 ученици во едно училиште кои што имаат посебни потреби. Сите тие 3 да бидат заедно во едно оделение инклузирани, каде што ќе има помал број на другите ученици и заедно, значи, со еден помошник на наставникот, асистент, да функционираат во тоа оделение. Значи, има модуси, има решение, меѓутоа само треба да сакаме тоа да го решиме и да го направиме. А зошто е тоа добро и за другите? Затоа што едноставно општеството ќе има луѓе квалитетни, иако се со посебни потреби, кои што подоцна може да ги вработи. Од друга страна, учениците учат како да бидат хумани, како да им помагаат. Едноставно, за сите е навистина добра таа инклузија. Сега имаме ученици кои што не можат да бидат инклузирани, затоа што нели имаат некои поголеми потешкоти, имаат тежок степен на попреченост, тогаш за тие следува нормално она училиште специјално, кое што тоа е друга приказна, исто така има големи замерки и критики од страна на нас, родителите на децата со посебни потреби. Тоа е тоа што сакам да ви го пратам како една порака и да ви порачам дека на крајот на краиштата, сите еден ден, ако не сите, барем 90% од нас, на крајот ќе бидеме лица со посебни потреби кога ќе остареме. Сдруженијето на Ребека, Дајте ни крилја, од 13 до 16 октомври го организира првиот конгрес за лица со попречености и бал на различностите. Тоа е всушност и причината поради која таа денеска не можеше да биде со нас, но ајде нека биде прилика за нас да бидеме таму со нив од 13 до 16 и на тој начин да ги поддржиме нивните заложби. Сега одиме со нашиот следен говорник, а тоа е еден човек кој што има исто така многу искуство, како и сите наши говорници. Неговата специјалност е математиката, меѓутоа има искуство и во директорувањето. Арно Ама ми се чини дека е еден и од највичните со најголемо искуство во говорење на вакви слични настани, и тоа не само тука, туку во соседството. Туку сте биле на обука која што ја држал тој, веројатно не само што сте научиле многу, сте се чувствувале прекрасно и сте се забавувале и сте запамтиле некои од неговите математички трикови. Јас едва чекам да го слушнеме неговиот говор, бидејќи таму сигурно има добри трикови за професионален развој на наставниците. Дами и господа, Сатки Исмаили. Загради директорите малку. Да. Инаку, сакам да споделам денеска со вас моето искуство најпоеќе како наставник и малку како директор. Најомилена тема последно време за наставниците по математика и наставниците оделенска настава е дали имаше во последните години потреба на
промена на програми по математика или пак има потреба на реформа во пристапот на учење математика. Навистина тема што секојдневно ја слушаме од наставниците по математика и одделенска настава. Јас сакам да споделам само еден пример како наставник, бидејќи работам и како директор и наставник. Никако голем услов беше за мене ќе бидам директор, ама никако да се одвојам и од математиката. Значи, мината учебна година предав само 4 часа математика во 6-то одделение и имав наставна единица мерење на време во различни региони, зонски, светски. И последните 5 минути планирав со учениците да им давам за домашна работа 30 минути, 20 минути, 30 минути активност да мерат на 10 градови, различни светски, времето во моментот кога во Македонија е 10 и 10 часот. Давајќи инструкции на учениците како да постапат дома, за неполна минута се јави еден ученик, вика: наставниче, знаете што, ово време во Њу Јорк е 1 полноќ, по полноќ. Се зачудив, како знаеш? Да, вика, гледам во таблета, значи, и почна да ми кажува за 3-4 секунди да ги наброи работиве. Опа, ми пропадна активноста за давошна задача. Меѓутоа, кај го најдов задача? Го најдов во новите учебници. Учебникот може би е направен пред 4-5 години. Може би немаше можност пред 4-5 години ученикот да доаѓа до тие информации. Меѓутоа, денешно време, со новите апликации, тој доаѓа, значи, во тие информации за многу кратко време. Што понатаму? Според знаеме филозофијата на конструктивизмот, феноменот на активностите, значи, секојаш е во центарот на сите активности во училница е ученикот, никако наставните програми. Значи, поаѓајќи од ово, ние мора да бадаме решение што со активностите на учениците во училница, не наставните програми. Ништо не бидува со 2 дена обука за новите програми. Значи, што понатаму треба да направиме? Треба да направиме тоа. Реформите секогаш, добрите, ефикасни реформи светски, почнуваат од реформите кај наставникот. Тоа имаме потреба ние. Нешто не сакаат наставниците. Наставниците сакаат. Тоа го покажувате денеска вие присуството овдека. Никој не ви наметна да дојдете денеска овдека. Денеска ќе беше тесен и садата Борис Трајковски да ги собере сите наставници. Јас убеден сум во тоа. Што понатаму? Ни треба, значи, реформа. Каква реформа? Многу убаво кажа Ревека пред малку. Обуки за наставниците. Меѓутоа, какви обуки? Не наметнати. 10 пати да оди наставникот иста обука, да слуша исти работи. Обуки таму кај што секој наставник има потреба. Таму кај што има потреба, таму да оди на обука. Друго, учество на разни конференции. Таму, значи, искуството од наставниците, од сите наставници можат да се слушат и резултатите нивни. Ресурси. Подршка од училиштата од ресурси. Не е ресурс наставникот да оди да бара: ве молам, дајте ми 12 ливчиња за учениците, имам работни листови. Тоа не е ресурс. Училиштата мора да мислат во финансиските планирања што ги имаат. Мора ресурси за наставниците. Наречите математика, природни науки и така натаму и така натаму. Друго, подршка. Каква подршка им треба на наставниците? Првично од стручните служби во училиштата. Тоа мора да се има. Понатако од кого? Сите релевантни фактори, сите што се поврзани со професионалниот развој на наставниците. Дали го имаме таа подршка? Ретко го имаме. Наистина зборувам како наставник, се чувствам секој цел живот како наставник. И ова е секојдневие кај нас. Значи, наставникот више секој ден носи куп хартија. Цело време, значи, тој мора да внимава дали педагошката евиденција и документација му е во ред. Сите куп хартија наставникот секојаш бара, не бара за креативна наставна училница. Бара само да ја средам педагошката документација, па ќе ми дојде инспектор, ќе ми дојде советник, ќе ми дојде директор, ќе ми дојде... Значи, само за тоа мисли. Значи,
Тоа е многу битен фактор. Јас, малку и како директор да ви кажам, мината година направив едно истражување. Се распрашав со директорите во училиштата колку се троши хартија. Првично почнав во нашето училиште, не викам моја, нашето училиште. Годишно трошиме околу 700 евра за хартија. Имајќи предвид дека во државата имаме околу 455 основни и средни училишта, пресметано во евра тоа е околу 300.000 евра. Замислите 300.000 евра да одат само за хартија. Има решение. Ја како директор да ви кажам, многу мина од вас знаат, користам OneNoteStaff ноутбук, значи е платформа образовна, каде што поголемиот број на вакви чудовишта, значи електронски ги правим. Зошто да се троши? Никако хартија може да се троши. Тие што ме знаат како директор од Тетово, знаат, наставник секогаш има, што има потреба, 99,9% мора да ги има. Кај има хартија? Хартија секој месец по топ хартија секој наставник за училница внатре, не документација педагошка. Тамо со децата, тамо е креативноста, тамо можеме да ги развиеме вештините, компетенциите на ученикот, да ги подобриме знаењата. Во тие 40 минути, ако не внимаваме, значи нема иднина за нашите деца. А тоа како можеме да направиме? Подршка од стручна служба. Никакви притисоци. Убеден сум 100%. Притисоците од страна. Не сакам да ги именувам кој како каде, знаеме сите. Ќе направат еден ден, значи да имаме образование каде што ниту еден наставник иден не ќе да работи. Ќе имаме деца кои штом ќе слуша образование, наставник никогаш нема да се ориентира во тој правец. Нажалост, имаме и 2 дневника. Колку време? 4-5 години електронскиот дневник е во употреба. Цело време ни се кажува дека тој црвениот дневник нема да го има. Да, сите сакаме, не сме од тие кои не прифаќаме реформи. Меѓутоа, 2 пати работа. Влегуваш 5 минути во училница, пишуваш час. Дневник црвен, после електронски дома, па има интернет, нема интернет и така надаму. Значи, многу време се троши и на овие работи. Што друго? Ме прашуват луѓето околу мене, пријателите, сад ги кажи дали е подобро директор или наставник. Викам него со срце да сум наставник. Ако е до пари, малку е подобро директор. Меѓутоа, не е тоа. Значи, сакам наставник да бидам. Сакам да бидам и добар директор. Ме знаат тие како директор како сум. Меѓутоа, има нешто. Каква креативност се бара више од мене, ако за 15 дена се бара, и ја имам притисоци, и ние директорите имам притисоци, ти вика мора да имате, вие за 15 дена да имаме извештај колку наставниците доставиле програми. Ете, каква барате пример креативност од директор. Значи и ние сме во мука, во некоја рака да ви кажам. Затоа јас ово го решив. Со тоа што почнав таа платформа да употребам и поеќе барам соработка, значи и поддршка и на поедноставен начин го решаваме више овој проблем. Што треба да обезбедат училиштата? Кажам, ако менаџерот на училиштето не успее да обезбеди потребна хартија за тие 40 минути во училница, јас од денеска му кажувам, не го бива за директор. Уште нешто ќе кажувам. Сега, значи, за брзо време ќе бидам модул 4 за директорот како педагошки раководител ќе одржам, нема да добие сертификат човек кој не се грижи за наставниците, за ресурси. Ово го кажувам најискрено. Џабе све, ако наставникот не се осеќа мотивиран во училиште, ако нема поддршка од директорот, стручната служба, ако ги нема основните ресурси, што, бараме успеси? Со притисоци нема успеси. Значи, со казни нема успеси. Казната е најлош пример за работата на наставникот. Тоа бар до сега не имам намера некоја што да го направам. Друго, професионалниот развој на наставниците. Наставникот, да, професионален развој, да, обуки. Тамо тој кај што има потреба, го кажав. Не да му наметнеш да оди 10 пати обука, тамо значи само слуша, промени, меѓутоа тие промени тој да ги чувства тамо кај што тој има потреба.
Ресурси за реализирање на програмата. Точно, еве кажам наискрено. Сакаме промени во програмата. Макар нека биде тоа Кембридж програма. Ова ќе го кажам. Пред 10 години јас и многу сакав да имам мандарина во дворот, во градинка. Ајде, зедов мандарина, 1 година, 2 години се трудам цело време таа мандарина да биде нешто таа. Ништо не биде. Ништо. Ајде, реков жено, ние ќе направиме нешто јаболко, тетовско, тука. Абе, ништо не се грижив. После 5-6 години ја јадам тетовско јаболко. Не бива луѓе тетовско јаболко во Кембридж. Не бива не бива мандарина во Тетово. Значи тоа мора да имаме секош, ја тоа го имам предвид. Ќе ми наметнеш, ќе направим нешто. Меѓутоа, ајде да ги собереме овие 35.000 наставници некогаш, стадион градски, тамо и нека го кажат тоа што мислат. Тогаш ќе имаме успеси. Убеден сум во тоа. Стимулативни средини за учење. Какви ни се учениците нас во училиштата? Наставникот само со еден хамер да направи нешто во училница. Тешко. Треба сите да се грижиме. Директорите првично. Помалку значи трошење на кровови, на зидови, поликолор, не знам што. Зидовите од креативните работи на децата нема да се гледат поликолорот. Истражувањата што покажуваат? Во светот, таму кај што има стимулативни средини, резултатите на учениците се над 30% повисоки. Не исто ученик кога влегува некаде и се осеќа како се извина на гробишта, него некој што влегува во училница и таму му е втор дом. А тоа како да направиме? Некој мора. Наставниците имаат иницијатива. Гледам тоа. Со каква иницијатива? Со плата за каснување 20 дена? Тоа е тоа. Кога ќе имаме повеќе време за креативна настава, 40 минути, пуштено од други работи, тогаш ќе имаме таа креативна настава. Зошто денеска овдека? Не правам во животот реклама. Обучуваат сум на многу компоненти од фондацијата сега чекор по чекор со читање до лидерство. Наставниците бараат и се јавуваат по телефон кога ќе биде обуката во нашето училиште. Не е тоа што не сакаат наставниците обуки. Сакат, меѓутоа сакаат тоа 40 минути внатре. Не сакаат обука ти да му кажеш пример, ти ставам CD во глава и од денеска 3 наставни програми нови ги имаш. Па не е компјутер наставникот. Друго. Пушти тамо, се извинувам. Каква настава по математика? Според потребите и можностите на учениците во Република Македонија. Програми прилагодени според нашите услови. Сакаме, не сме против промени. Детето сега живее 2016 година, не 1980 година. Да, меѓутоа постепено. Постепени и нека има ревидирани, ама според наше поднебје. Не англиско, сингапурско, корејско поднебје. Ве молам, ние знаеме што се случува во светот. Ние тука сме. Не можеме ние услови да правиме идеални кога живееме во услови балкански. Електронски содржини, да. Знаеш, те мене како математичар колку ме збуни тоа кога ми вика 30% електронски содржини. И сега да мислам, 180 наставни единици, 30% 54 наставни единици. Бројам 1 до 54, ги имам точно 54. Не, ја ако има потреба математика, значи на електронски содржини, ако има 180 часа, потреба 182 часа ќе употребим. Меѓутоа не да ми броиш. Не линкот ти работи, не ти работи. Значи, овие работи се. Сакаме математика преку игра. Сакаме математика преку игра. Јас ги следам и сум администратор на едукативна во Facebook група и гледам и другите, сите групи ги следам. Абе, толку креативни наставниците, секојаш земам некој линк од нив. Секој сака игра, секој сака преку игра. Кој вика да не сакаме за игра? Тоа го правиме, тука сме мајстори. Ние докажавме како наставници во Македонија дека во светски рамки сме освојувачи на први награди.
Да, ама и со вакви можности кои не се овозможуваат нас. Ние ќе работиме. Не работиме за таа плата. Ние работиме и ќе работиме за тие деца. Ама има некој ќе не цени. Господ ќе не цени секогаш. Ја убеден сум во тоа. Да. И накрај, според аргументите, што ги докажав тука, сепак мислам по мене. Треба да има програми, флексибилни математика, меѓутоа сепак убеден сум 100%, кај нас требаат реформи во пристапот за учење математика. Жалам уште нешто, кога дојдов денеска овдека, прво што прашав, викам вака, какви гости ќе имаме денеска? Дали ќе имаме од министерство? Дали ќе имаме од биро? Таквите луѓе ги сакаме ние да се пред нас. Нека не слушат, не се плашиме, ја не се плашам. И од утре, значи, можам да земам црвениот дневник. Нема да ми бега. Меѓутоа, сакам да не слушат нас наставниците дека ние сакаме да работиме, меѓутоа, бараме и начин како што. Значи, не само законски регулативи, само ово, само тоа. Ние бараме, значи, промени, пристапот кон учење да ни биде. Затоа, значи, децата наши барат вакви реформи. Се надевам дека таму ги имаме камерите, едно CD слободно пратите во министерство, јас стојам позади ово што го кажав. Благодарам, може би малку претерав. До следна прилика ќе видиме овдека. Благодарам. Морате да признаете, настанот ни е многу убав. И во таа насока ќе продолжиме. Нашата следна говорничка, може би на прв поглед е нативка, нежна господја, но всушност таа секогаш ги има вистинските одговори за прашањата на сите своји колеги во училиштето. Таа е прогресивен педагог, каков што може да си посака секој училиште. Се посветува на суштинскиот професионален развој на наставниците. Представува вистинска поддршка за учениците и секогаш се труди да гради партнерство со родителите. Поддршката на наставниците и родителите од Кривогаштани, а пример за сите колеги од земјата. Убавка Бутлевска. Не секој од нас работи во професијата од своите соништа. Дали пак тоа значи дека не треба да бидеме доволно добри во она што го работиме? Дали заради тоа што не сме создадени за работата, значи дека и не мораме да бидеме доволно добри? Јас како педагог работам 18 години. Меѓутоа, 30 години сонувам, а и се уште ќе сонувам да сум археолог. Сакам да се откриваат работите кои што веќе постоеле. Ме воодушевува тоа кога ќе се открие нешто ново и како тоа е поврзано, кога ќе се открие нешто што веќе претходно постоело и како тоа е поврзано со нашата денешнина. Кога почнав да работам како педагог пред 18 години и сите овие години, сметав дека морам да им помогнам прво на учениците, дека тоа моја главна цел. На секој ученик да му се најдам и да му помогнам да подобро да учи и да се развива. Но околу мене беа наставници, секој со своја нарав, секој со свој стил во работата, секој со своја приказна, секој со свој став за поучувањето. И тие наставници сватив дека се многу важен дел од тој воспитно-образовен процес, ако не и поважен од учениците. Потоа согледав дека ако помогнам на еден ученик, јас сум помогнала и сум направила важна работа. Меѓутоа, ако помогнам на еден наставник да учи и да се развива, тој потоа ќе помогне на многу повеќе ученици понатаму да учат и да се развиваат. Обично мислиме дека она што сме го научиле на факултет или уште во средно образование не прави доволно стручни во нашата работа.
Меѓутоа, исто така добро знаеме денес дека нашето образование не завршува никогаш. Тоа важи за сите професии, а секако и за наставничката професија. Се уште се сеќавам на еден наставник во моето училиште, добро се сеќавам, кога замина во пензија, даде една интересна изјава и рече: "Конечно завршив основно образование." Мислам дека тој и тие како него и ден денес се обидуваат да го завршат и средното образование. Вистината е во ова дека учителот станува учител тогаш кога ќе свати дека за секогаш е ученик. Да, вака е, важно е нешто секогаш да клокоти во нас. Нешто да врие, да не тера да одиме понатаму, да применуваме нови работи. Но, за жал, секогаш не спречува нешто во тоа. Што е она што не спречува? Секако една многу човечка особина. Тоа е страво да не сгрешиме, страво да не ни искритикуваат, да не казнат на крајот од краиштата. Познавам многу наставници кои што ништо ново не применуваат се додека тоа не дојде како наредба од институциите. И верувајте, нема што да им се замери во денешни услови, ниту пак јас им замерувам. Но постојат едни наставници кои што секогаш и покрај се осмелуваат и применуваат нешто ново. И предпоставувате мојата поддршка е кон нив насочена. Со овие наставници е задоволство да се работи. И секогаш јас и мојата насока, моето поучување, моето, да речам, совети кон нив се секогаш да применуваат нешто ново и да не се плашат, бидејќи никогаш не можеш да направиш толку многу лошо колку што можеш да направиш добро во образованието. Сега, сите тие наставници се плашат, рековме, од критики. Меѓутоа, замислете, ако не сме подложени на тие критики, сите сме подложени на тие критики. И единствен начин да ги избегнеме е да не правиме ништо, да не зборуваме ништо, ама и да бидеме ништо, нели? Така вели Аристотел. Ова сум јас. Вака ме замислува една наставничка и благодарам. И ова е поздрав до Габи. И ова сакам да искористам приликата да ги поздравам сите наставници. Ваква не сум често. Тука ме замислила скоцкана дотерана, па затоа и денес се дотерав, инаку обично не сум вака дотерана. И ова е само заради денот на наставниците, кој што сакам да им го честитам денешниот ден, и токму заради нив и вака се дотерав. Јас лично верувам дека секој наставник може да биде добар наставник, доколку тоа го сака. Но многу поделикатно е прашањето да го разјасниме што е добар наставник. Што е тоа што не одредува да бидеме добри наставници или не? Кој е тој што кажува дали сме ние добри или не? Дали оние што следат нашата работа, директорите, стручните соработници, советниците, инспекторите? За волја на вистината, не сите се експерти, најдобри во својата професија. И не можеме секогаш нивните мислења целосно да ги прифатиме, нели? Меѓутоа, сепак, ќе признаеме дека и меѓу нив има луѓе кои што сакаат повеќе да ти дадат поддршка и да ти посочат нови начини, отколку да ти искритикуваат или казнат. Кој друг може да каже дали сме добри наставници? Родителите. Меѓутоа, не секој родител е обучен не секој родител знае се за образовната политика. Па, нивните мислења знаат често да бидат многу различни, па дури и контрадикторни за тоа што е добар наставник. А пак, она што ако преовладува кај повеќето родители тоа мислење, секако не можеме да го избегнеме и ќе треба да го прифатиме колку и да се противиме на нештото. Она што јас сакам во овој момент да им го порачам на родителите е да си ги сакаат и почитуваат своите наставници. И никогаш да не си дозволат да кажат лош збор за нив пред нивните деца. Не заради наставникот,
туку заради градењето на личноста на нивните деца. Кој уште може да каже дали сме добри наставници? Учениците, нели? Тие се оние што се најповикани да кажат дали еден наставник е добар наставник. Меѓутоа, проблемот е во тоа што тие ученици заради возраста не можат да го кажат тоа со јазикот на нас, возрастните. Ајде тогаш, што е добар наставник? Немаме точен образец заради тоа што постојат голем број наставници кои што никогаш ништо не примениле ново во својата работа. А сепак нивните деца се описменети и полни со самодоверба си го продолжуваат образованието. Исто така, има наставници па кои што постојано нешто ново применуваат и излегуваат во пресрет на своите ученици. Меѓутоа, не се задоволни пак од својата работа. Имаме наставници кои што постојано се едуцираат, постојано нешто учат, си ја градат кариерата, а пак нивните ученици ништо немаат од тоа. Има наставници пак кои што воопшто и не ни поучуваат, а нивните деца ги гледате вредни пчелички и самостојно си работат. Еве, ова покажува дека не можеме да кажеме точен образец што е добар наставник. Па може би е подобро да се потприме на нешто исконско, вредно. Тоа е, што е? Човечноста. Дали тоа да бидеш добар човек значи да бидеш и добар наставник? Веројатно. Предпоставуваме дека е така. А како се гради и како се одржува добар човек? Нели, преку воспитанието, во семејството. А се одржува со поддршка, со сочувство, емпатија, со верба во него. И мислам дека ова исто важи и за наставниците, како што би важело за секој друг човек на овој свет. Би сакала да споделам една вистинска приказна не е приказна, вистинска анегдота. Пред некоја година ме сретна еден млад човек, поранешен ученик на свекор ми. Ништо чудно, нели, наставниците во текот на својот работен век изведуваат напад голем број на ученици. Но овој млад човек специјално дојде да ми се представи и да ми каже како тие си ги поминувале училишните денови со свекор ми. Кога доаѓале на училиште, прво што правеле, си пееле песна. И то не било која песна, то било само нивна песна, која што постојано си ја повторувале секој училишен ден и со што се знаело дека нивниот ден почнува убаво. А потоа им овозможувал на секое дете да си каже што се му лежи и тежи на срцето и им велел дека сега се сите едно семејство и дека што рекле тука, останува тука. Ете, гледате колку малку треба да не запомнат по нешто и колку малку треба за да влијаеме врз животите на луѓето. Ова јас го нарекувам добар наставник. Ова го нарекувам добар човек, кој што на најдобар можен начин влијае врз младите. И велам, не е воопшто важно да бидеш најмудар, да бидеш најпаметен на светот за да бидеш наставник. Доволно е кога ќе кажеш нешто што ќе ти текне и да се изненадиш од каде ти дошла таа мисла. Не е важно да бидеш најмудриот на светот за да бидеш наставник. Доволно е секогаш да бидеш со своите ученици и заедно да учиш со нив и да ги откриваш работите. Не е важно се да знаеш. Доволно е да бидеш со тоа дете, да си свесен за начелата, а доказите сами ќе си дојдат. И учењето. Затоа велам, наставник не треба да биде мудрец еднаш за секогаш. Наставникот е оној, добар наставник е оној кој што секогаш повторно и повторно учи со секој негов ученик и со секоја негова генерација. Што сум запнала, па јас наставникот. Знаеме дека ни се најважни учениците, нели? Ама да си признаеме, секој ученик заслужува добар наставник. Секој ученик заслужува добар наставник. Па токму поради тоа, наставникот е тој кој што треба да го поддржиме. Наставникот е тој кој што треба да му овозможиме една добра средина во училиштето. Наставникот е тој кој што треба да му овозможиме сите ние во училиштето, директорот, стручната служба,
хигиеничарите, секретарката, родителите, инспекторите, советниците, сите да му возможиве денес да биде добро расположен и со насмевка и со самодоверба да влезе во паралелката. Толку мислам дека можеме да направиме. За секој наставник да се чувствува добро и за да може да си ја изврши својата мисија. Не верувам дека ви кажав нешто многу ново, меѓутоа верувам дека со преоткривање и преосознавање на нешто што веќе го познаваме, сите ние можеме да станеме подобри во својата професија. Мислам, како во археологијата, така и во педагогијата, секој од нас може да ги открива новите работи, да ги исчисти малку од правот на времето и да ги стави во некој нов контекст, а потоа да си ги искористиме за да си подобриме себе си, ама и да помогнеме на другите да се подобрат. Благодарам. Благодарам, Љубовка. Ви ветивме дека меѓуговорниците ќе бидат ученици. Па сега на наше огромно задоволство, денес ќе ни се обрати една љубопитна осмооделенка од Битола. Ќе морам внимателно да набројувам и да ги користам прстите на рацете, за да можам да се сетам и барем од прилика да ви кажам со што се таа се занимава. Има издадено 3 сликовници на англиски јазик на Амазон. Има награди на регионален и на општински надпревар по математика во 2016 година. Има учествувано во изработка на графики за видеоигра. Извинете, стварно не се сеќавам како беше, нешто беше многу сериозно. Потоа има интерес во кибернетика, сака да биде физичар, хемичар, можеби математичар и Маја, ќе ме извиниш, ама ќе морам да те најавам само како дами и господа, сето ова едноставно Маја Мишевска. Здраво на сите, јас сум Маја, ученик, цртач, писател и љубител на животни. Сакам математика, сакам природни науки, сакам да пишам и читам на македонски и на англиски јазик. Би сакала да студирам биологија, хемија, физика, кибернетика, информатика, бизнес, дизајн и можеби уште нешто. Имам речиси 13 години и за една работа сум сигурна. Секој треба да знае многу, да учи се и да применува нешто од тоа. Познатиот индиски водач Ганди рекол: "Живеј како утре ти е последен ден, учи како да живееш вечно." Затоа, за денес да си писмен, треба цело време да учиш. За мене да си писмен е цело време да се чувствуваш во своја кожа. Денеска, за да знаеш да ги играш популарните видеоигри, треба да знаеш математика, а и обратно. Доколку знаеш математика, можеш да ги играш со леснотија видеоигрите. Затоа мене лично ми е многу интересна математиката, дека ми помага и при самиот дизајн на видеоигрите и нивното играње. Во претходниот милениум, човештвото се издигнало користејќи го писмото и бревите за комуникација. Денеска писменоста е повеќе од бројки букви. Денеска писменост значи познавање на различни области, како што се користење на компјутер, нови технологии, интернет, истражување, решавање на проблеми и пресметки. Комуникацијата меѓу луѓето е исто така многу битна, како и познавањето на сопствениот јазик, за да комуницираш со своето семејство, другарите, луѓето околу тебе. Битно е да познаваш и некој странски јазик, за да ти се отворат нови врати. Мене англискиот јазик ми помогна да изградам ново другарство со мојата другарка Кейда од Албанија. Бидејќи незиниот татко е по потекло од Америка, таа знае да зборува англиски јазик. И на нашиот прв заеднички одмор ние исклучиво зборувавме на англиски јазик. Интересно беше што мојот помал брат слушаше и разбираше, но не знаеше да врати. За среќа таа година тој почна да оди на курс за англиски јазик и следниот заеднички одмор тој веќе разговараше со Кейда. Ова стана секојдневна навика да разговараме со брат ми на англиски јазик.
Сето тоа ми беше инспирација да ги напишам 7 кратки приказни за деца на англиски јазик. Од напишаните приказни, сите имаат своји илустрации и 3 од нив се веќе објавени на Kindle Amazon. Секој од моите приказни носи порака по која ќе ја запаметат читателите. Исто така, книгите имаат своји илустрации кои покрај приказната ги поттикнуваат читателите да читат понатаму и ги привлекуваат. Приказните се јасни, напишани на јазик, разбирлив за малите читатели. Да, сега е многу лесно да станеш издавач на електронски книги, но треба да го знаеш тоа. Да си писмен значи и да знаеш да се поврзеш со луѓе со кои делите ист интерес. Да, може да делиш работи со своите другари од на училиште, но често ќе се најдеш во ситуации во кои нема се согласуваш за некои работи, само заради тоа што не делите исти интереси. Но со луѓе со кои делите исти интереси, можеш многу лесно да кликнеш. Можеш без да се познавате, да разговараш и да бидете на исто рамниште. Затоа треба да ја познаваш темата и интересот кој го делиш со нив. Мене вакво нешто ми се случи оваа година, кога случајно отидов на Global Game Jam, настан во кој за 48 часа тимови изработува видеоигра. Мене ме ставија во тим со мои врсници кои не ги познавав, но веднаш кликнавме, бидејќи имавме ист интерес изработка на видеоигра. За 48 часа со мојот тим изработивме целосна игра Pixel Cult, на чија графика бев автор. Потрошеното време претходно на различни апликации за уредување на цртежи ме олеси многу брзо да направам илустрации и анимации на мене из играта. Да, денеска е многу лесно да направиш и видеоигра, но треба да научиш да го правиш тоа. Денеска треба да имаш вештини кои во моментот се потребни. Треба добро да ги познаваш полињата во кои работиш. Мора да си навлезен во сите вештини, да си флуентен, бидејќи ако околината почувствува дека ти недостига некоја вештина, ти ќе бидеш тргнат настрана. Мора да ги препознаш лидерите во тие полења и да ги следиш. Дури пак и на Твитер. И мора да го смениме начинот на размислување, бидејќи како што рекол Ајнштајн, за решавање на проблемите не можеме да користиме истиот начин на размислување како кога сме ги создале. Затоа, утре за да си писмен, мора да знаеш за роботи, дронови, Internet of Things, виртуелна реалност, 3D печатари. Доаѓаат нови технологии, летала без возачи, роботи, кибернетика, микророботика, за кои се потребни нови вештини. Затоа секој треба да учи, секој треба да се труди да научи колку што може повеќе, колку што може по различни теми. Научите да правите нешто повеќе, нешто што ќе ве интересира, нешто што ќе ве направи пописмен за некое поле. Научете нешто што ќе ве прави да се чувствувате во своја кожа со непознати луѓе, со кои делите само еден интерес. Јас ви ветувам дека ќе продолжам да се писменувам во секоја насока. Ќе научам да програмирам, ќе научам да правам роботи, ќе научам да печатам на 3D печатар. Ќе подобрам моите вештини за дизајн, за видеоигри. Ќе научам да работам на микроскоп, да истражувам повеќе. За 10 години нема да бидеме вешти само во едно поле. Нема специализирана во една област. Во иднината нема да има експерти, туку само решавачи на проблеми. Затоа треба да учиме колку што можеме повеќе, да станеме писмени во колку што е можно повеќе области. Јас сум Маја, ученик, писател, цртач, љубител на животни. Сакам да читам и пишувам на македонски и на англиски јазик, сакам математика, сакам природни науки. Би сакала да студирам физика, информатика, хемија, биологија, економија, бизнис, дизајн и може би уште нешто. Ви благодарам. Супер, Маја. Морате да признаете дека денес на Speech for Teach имаме оскаровска атмосфера. Добра, не е тоа така зашто што мојата тоалета може би не е како за црвен килим, а рама музиката прави вистински штимул како во Кодак театарот во Лос Анџелес, нели? А за тоа му благодариме на нашиот пријател, македонскиот популарен композитор Кирил Джајковски. И морам да ви признам, тука е прекрасна музиката што мислам дека ќе се пријавам на следниот настан јас да говорам. Пучува музиката, а ти одиш. Мора да е многу возбудливо. Добра,
да се вратиме на говорниците, затоа што тие се прилични. И сега вака, сите ние се сеќаваме на нашата прва наставничка. Јас се сеќавам на мојата, се вика Шана и беше одлична. Мислам дека ќе влезеше во форматот на овој добар наставник за кој што говореше убавка со сигурност. Нашата следна говорничка е токму таква една наставничка за паметење. Низините ученици, благодарение на низините заложби, поради кои таа денес е магистар по стимулативна средина во основните училишта, имаат среќа да учат во една сигурна, топла и потикнувачка училница. Како благодарност за ова, тие заедно со својата наставничка пред 3 месеци и помогнаа да го избере името за низината нова ќеркичка Нина. Ја представуваме лидерката со големо срце и најдобрата пријателка на четвороделенците од Основното училиште Мирчацев, Елена Апостолова. Задача да зборувам за стимулативната средина за учење. Искрено, ова е тема на која што јас би зборувала 7 дена, а за жал сум ограничена на само 7 минути. Може би ваша среќа, искрено. Стимулативната средина за учење е нешто на кое што сега кога почнам се подготвувам, почнам да пишувам, си пишувам аргументи, идеи, примери и стигам на некаде 4-та страна и викам да проверам колку време сум напишала, мислам колку време ми е говорат. Проверувам дека на првата страна јас веќе завршувам со 7 минути, а на 4-та сум недоискажана. Па сватив дека скроз треба да сменам целосно мојот концепт. За среќа ќе кажам нешто од срце, нешто што мислам дека ќе разбуди кај вас нешто инспиративно. Пред 10 години да ме прашавте дали стимулативната средина за учење е реалност или утопија, мислам дека ќе ви одговорев утопија, особено за одредени делови. Меѓутоа, тогаш се случи нешто. На мој час беше Сузе, директорката на Чекор па Чекор. Го следеше часот, мислам дека се допадна одредени работи, пристапот и така натака, меѓутоа низ прашањата ми поставуваше многу прашање и јас се одговорав, па не смееме тоа да го правам. Инспекторите нема да ми дозволат, советниците, директорот, тоа се работи кои што не ни дозволуваат, не учат дека не смееме тоа така да го правиме. Од незиниот израз на лицето јас добив чувство дека нешто не чини. Што е тоа што не чини? Па најверојатно дека треба нешто да смислиме како да ги направиме, да ги задоволиме и законот, меѓутоа и учениците. Да, сите мислиме дека треба да ги задоволиме инспекторите, директорите, советниците и така натака, и забораваме дека всушност образованието е за учениците. Суштината на основното образование, ако е да даде основа темел на ученикот за понатамошниот живот, значи треба повеќе се трудам јас, барем така си викам, значи да на тој ученик да го научам да биде одговорен, да го научам да има самодоверба, да го научам како да се презентира самиот себе си, како да си го каже своето мислење, да си го одбрани својот став. И поминаа 10 години и јас не сум казната. Не сум казната, а работам. Значи ја правам таа стимулативна средина, ги правам оние работи за кои што претходно мислев дека не можам. Зошто не сум казната? Затоа што си работам според законите. Што е тоа што го направив? Си направив еден систем на кој што да речем ги задоволувам и сите оние што ни се нас надредени. Како? Кога сакам, прво што е најважно, нели сега сите знаете, сите бројки ми се подредени. Значи, дневни подготовки, програма и дневник. Бројките ми се поклопуваат, а тоа е најважно во нашиот образовен систем сега, така. Значи, инспектор кој ќе дојде, бројките таман ми се, значи, тука задоволува. Сега, кога ќе направам јас некој инцидент, односно да сакам да го сменам распоредот на часовите во текот на денот или пак да направам интегриран ден, тогаш што правам? Си зимам еден лист и си усвари тоа веќе на почетокот на учебната година си го правам, на листот си пишувам дека вакви ситуации може да се случат во мојата училница, најмногу поради тоа обезбедување стимулативна средина за учење и автоматски сега тука сум покриен. Има денови, односно недели, кога планирам да
некои возбудливи интегрирани денови на учениците, ги изнесувам во природа, сосема го менувам неделниот распоред на учениците, меѓутоа нормално го запазувам фондот на часови. Во таква ситуација повторно пишувам лист, ги известувам директорот и службата и повторно сум се чиста. Значи, тоа што треба да се прави е да не ја губите желбата во вас. Многу често слушаме во последно време и се воодушевуваме на финска и на финското образование. Да не речам плачеме по условите кои што ги има во Финска. И морам да ви кажам дека јас не можам да чекам Финска да ни дојде тука, бидејќи до тогаш можеби многу време ќе помине. Јас ја донесам Финска во мојата училница. Можеби мебелот не ми е така нов, но знаете, рециклирано е во мода, така да супер ми училницата. Таков ми и мебелот, такви ми се и ресурсите, оние сите помагала кои што ги користам во наставата. Финските наставници биле почитувани. И јас сум. И вистина сум. И тоа е затоа што секогаш кога ќе најдам на соговорник кој што ја напаѓа нашата професија, аргументирано знам да му кажам дека е во заблуда, така, дека не е во право. Слушаме често, не ги бивало наставниците, не знаеле, грешеле и така натака. И да, возможно е, значи најнормално дека е возможно да постојат такви работи, меѓутоа не се за тоа виновни наставниците. Наставниците завршиле факултет, односно се добиле диплома веќе, дека ги бива и дека можат да бидат наставници, положиле приправнички испит, што значи повторно добиле лист на кој што им вели дека да, ве бива, можете да бидете наставници и никој никогаш не им посочил дека некаде грешат, за да знаат тие што е нивниот недостаток за утре да си го поправат. Што значи вината не треба да ја бараме во наставниците, туку можеби во целиот образовен систем, односно онам од кај што произлегуваат наставниците. Ако веќе имаме реформи, треба да почнат од педагошките факултети и од оние кои што дозволуваат нели да излезат наставниците од нив. Ќе се навратам повторно на условите за работа, значи еве признавам дека е тешко, признавам дека е стимулативна средина за учење тешко да се обезбедува, посебно во оние големи паралелки. Често имам од паралелки што се 30 и над 30 ученика. И е многу тешко да се запомнат сите имиња и презимиња на децата, а камоли сето она што е многу суштинско важно. Значи нивните стилови на учење, нивните интереси, оние ситни мали работи кои што знаеме дека ќе ни помогнат да го извадиме од ученикот најдоброто. Јас се чудам зошто мене меморијава ми слабе, си ги заборавам моите лични спомени, а докторот ми вели преоптоварена сум. Па преоптоварена. 30 ученика, сакаш толку информации да запомниш, за да им помогнеш утре да бидат подобри. И за крај, дали стимулативната средина за учење е утопија или реалност? Реалност. За оние наставници кои што имаат тука и тука. Благодарим, Елена. Дами и господа, за крај, детето на еднината. Оно што нам може да ни се чини како тотален хаос, за нашиот следен говорник има апсолутен логички ред. Кога го запознав, од таа перспектива можам да ви кажам дека па и лесно му е нему. Мислам како да ви објаснам. Тој на светот гледа низ призмата на IT технологии. Секој ден се буди за да направи некое ново научно истражување. Оди во чекор со развојот на технологиите, а згоре на се уште стасува и да шета низ светот, па таму негде собира меѓународни награди, па не знам што, не знам како, а никогаш не заборава да го прави она што е негова вистинска цел. А тоа е на сите нас, вака обични, да ни го направи светот подобро место за живење. Дами и господа, Матеј Плавевски.
Кога добив поканата за да ви се обратам денес и да ви раскажам зашто ме викаат дете на иднината, бев збунет. Не дека немав што да ви кажам, туку не можев да одлучам што се во моето растење било битно за јас да станам тоа што сум денес. Да почнеме со ред. Се викам Матеј Плавевски, имам 13 години и сум 8 оделение. Ако мене ме прашувате, јас сум само обично дете, кој многу сака да свири на гитара, да патува, да вози точак и да спие до касно. Она што ме прави посебен е мојата љубов кон технологијата и начинот на кој јас и технологијата живееме. Веќе за мене е само нормален начин на кој што јас живеам. Откако сум бил бебе, сум бил многу љубопитен. Сум сакал да истражувам, да се кријам, а особено ме интересирале сите домашни уреди. Моите родители се уште жалат за потрошените пари на бебешки затварачи на фиоките и шкафови, бидејќи одма сум ги откривал како работат. Сека што не сум стигнал до опасните средства за чистење купател. И сите тие логички игри што ми ги носеле, сум ги решавал на свој начин. Кругот влегуваше во дупката за квадратот. Проверено. Дека не сум бил лесно дете за чување, кажува тоа што не можам да зборам до 3,5 годишна возраст. А потоа паметам дека со години одев кај тета Вики, која ме учеше да ги изговорам сите букви. Ми остана само германското Р како потсетник на тоа време. Сум ги збунувал и докторите, не можеле да утврдат што не е во ред со мене, ама изгледа сум бил презафатен со други мисловни процеси за да му обрнам внимание на зборувањето. По одлука на мајка ми, денес не сум 9, туку 8. Се секам дека не сакав да цртам и до ден денес не сакам. Толку сум бил тврдоглав, што моите родители ми имаат направено диплома за успешно обоен цртеж на 7 години. Само 7 години ми требале да обам цел цртеж. Да, не сум доварва се. Секам сум што расте во средина каде што имаше многу уреди, особено IT, и што моите родители ми дозволуваа да ги истражувам и користам. И не само тоа, туку тие користеа некои нивни методи за низигра со колички или фрлање топчиња да ме воведат во основните физички закони на природата. Дома постојано имаше некој експеримент во прогрес. Сите дупки во паркетот си имаат своја историја, ама се уште ништо не сум запалил. Сакав предизвици пред се. Не ми беше интересно, ако нешто очигледно. Па 6 години навака, подароците за роден ден ги добивам преку лов на богатство. Од обични загадки, преку асоцијации, до комплицирани решања на комбинации за катанци, морав да се помачам да стигнам до подарокот. Ама сега јас им враќам. Оваа година, за татко ми за роден ден му направив алгоритам кој требаше да го реши за да може да исколци песната што најмногу ја мрази, а на цел глас сечеше во позадина. Беше забавно да го гледаме како се препотува и мачи. Тоа сакав да го кажам, технологијата е забавна, а мене ми е особено забавна. Сите тие чепкања хардверски и софтверски во еден момент ми се споја и сватив дека можам да ги комбинирам и да дојдам до нови нешта, нешта што не постојат. Во меѓувреме направи веб страна Доби 5, која требаше да биде социјална мрежа за нас учениците, каде што ќе се разменуваме материјали, состави и слично, ама не можам да го поведам Facebook. Тогаш прв разбрав и што е PR, откако само тројца другари ги убедив да се регистрираат на мојот сајт. Една лето заглави во спалната соба на моите родители и учев стоп анимација, па се префрлив на монтажа, затоа што ми беше полесно за проектите на училиште да направам снимен прилог, отколку да ги пишувам во тетрадка. Да, покрај боичките и моливот не ми е многу омилен. Секам сум што имав одлична наставничка, на која што средствата не беа битни, туку самата содржина. И сега особено ми се драги наставниците што ми оставаат простор да се изразам на свој начин. А и многу ми е полесно кога домашните ги испраќам по имейл.
Не само што пишувањето ми оди побрзо и полесно, туку и сите домашни ги имам во архива и лесно ги пребарувам кога ми требаат. Многу пати имам зезнувана работи, од бришање на фајлови, влегување во BIOS, расипување на уреди. Ама мојот татко е тој што секогаш има трпение да ми објасни што сум сгрешил. Во еден момент на се битно дома имаше лозинка. Ми беше многу смешно кога научив да читам и пишувам. И сватив дека лозинката е не сум мати. Многу сакам да патувам и долго време викав дека ќе работам на аеродром. Колку беше поголем аеродромот, толку повозбуден бев кога патувавме. Го сакам тој организиран хаос, каде што се си има свое место. Сакам и да запознавам луѓе, а особено да гледам како другите земји функционираат, која земја каков проблем има и какво решение нашле. Од метроа, системи за проверки, улични полњачи за електрични коли, магнетни картички и чипови за идентификација, преку апликација за најава, резервација, Uber и така натаму. Обожавам кога посетуваме научни музеи, кога можам да видам со своји очи како работат одредени машини, а посебно кога тие се прикажани на забавен начин. Жал ми е што немаме такви музеи, за да им обрнам повеќе внимание. Но сепак, највеќе од се, уживам во запознавањето на други култури и начини на живот. Патувањата не се секогаш лесни, особено кога имате многу помало братче, ама никогаш не било досадно. Токму ситуациите каде што сме морале да решаваме проблеми, се оние кои до ден денес ги паметам. Така научив дека животот не е лесен, составен од проблеми кои може да се решат само со упорност, трпение и мирна глава. На патувањата највеќе внимаваме да не го изгубиме клучот од станот каде што престојуваме, па така се роди идејата за паметна брава која што отклучува и заклучува со помош на апликација. Токму оваа брава ми го донесе првото место и на градскиот и државниот надпревар по информатика во Народна техника. Минатите години многу луѓе беа загрижени за загадувањето во нашата земја, но овој проблем ги мачи и многу други земји. Па затоа со татко ми започнавме проект за дрон со мерачи на ПХ честички, кој ќе може да надлетува низ градот и многу попрецизно да ги мери загадувањата. Точните податоци се првиот чекор кон решавање на проблемот. Се уште сме во фаза на тестирање на овој проект, но добро напредуваме. Истовремено работа ми на паметно огледало, кое ќе служи за многу повеќе од местење на косата рано на Савајла. А и неколку други проекти чекаа да ги соберам неопходните делови. Мојот талент го препознаа многу луѓе, а најпрвен тие што имаа потреба, како што се баба и дедо. Мата и дојди компјутерот не ми работи. Мата и дојди телефонот ми вика вака и вака. Мата и дојди ќе ти направам кифлички, ти намести ми ги програмите на телевизорот. Ама дел од мојот фонд за студирање баш така го заработив. Потоа следев тие што навистина сакаа да ми помогнат, како што се моите наставници по информатика. Со нивна помош, учествував на неколку надпревари и стигнав да бидам најмладиот Microsoft финалист во PowerPoint. На крајот од секој надпревар се радував на големата чоколада од мојот драг наставник по информатика. Тој се радуваше и повеќе од мене. Во последниве години многу луѓе се понудија да ми помогнат на проектите кои ги работам. Особено сум им благодарен на Финки, кои ме отворија нивната лабораторија и ми дозволија да користам се што поседуваат. Благодарен сум и на сите организации кои спроведуваат IT предизвици, а ми дозволуваат да бидам дел, иако сум многу помало од другите надпреварувачи. Токму овие настани ми помагаат да си разрешам некои дилеми, да го искористам знаењето на повозрасните и да се чувствувам убаво во средина каде што сите ме разбираат што зборувам. И ако ме прашате мене, зашто сум јас ваков, како што сум, ќе кажам поради големата љубов
Знаете како? Во IT светот луѓето ве познаваат само поради тоа што сте вие. Може да ве познаваат само по аватар или по псевдоними. И тоа бидејќи како што сте вие. Но мојата најинтересна случка од виртуелен свет беше понуда за работа. Од САД, од Силиконската долина, за $85,000 годишно. Најав дека моите родители нема да ме пуштат, иако многу сакав да ја прифатам. И ако ме прашате повторно зашто сум јас ваков, како што сум, ќе кажам поради големата љубов и посветеност на моите родители и наставници, поради луѓето кои што верувале во мене и ми дале шанса, но пред се поради мојата љубопитност и бестрашност да истражувам, спојувам и создам работи во светот кој што ми е најблизок, светот на IT технологиите. Гениално. Чекај сега, не да пуштаме туку така. Ти благодарам, Матеј, не можевме ни да замислиме по убав говор за крај, ама чекај, това не е крај. Сега на Матеј ќе му дозволиме да здивне, ќе му дозволиме да си избере боја на столче за да си седне, а ќе ги поканиме и Небо, Сатки, Елена, Убавка и Маја. И додека тие се сместат, вие подгответе се, размислете што би сакале да ги прашате, што се однесува на нивните говори, во наредната сесија за прашање и одговори со публиката од 10 минути. Значи, додека се сместат гостите, имате време да ги смислите вашите конкретни прашања, сесијата трае само 10 минути, ве молам, Ана е многу строг наблюдувач. За да се вклучите во дискусијата, некој од колегите во партерот долу и горе на балконот ќе биде љубезен да ви го даде микрофонот. А јас, имаме заговорниците, дали ни треба? Имаате микрофон, добро. Јас не носам цвикери, ама ќе ми мафтате вака ако сакате да се вклучите, а јас не ве гледам. Велат, the floor is yours. Да се секирам дека не сте се инспирирале воопшто или просто останавте без зборови, не сакате да разговарате, да не сте ни нешто лути? Океј, Кика, нема ништо, ај си одиме. Така? Толку, нели? Да не ке се одважи уште некој? Тамо некој крива рака? Еве некој ќе не спаси. Кога би имале целосно право на измена на образовната програма во поглед на методологијата на испорачување на образованието, што би смениле по ваш терк? Прашањето е за? Кој сака да го земе? Кој сака да го земе? Па добро, јас одговор ќе давам. Може прашањето малку поинаку. Кога ќе беше министер, што ќе правиш? Прво што ќе направев, средби, директни контакти со наставниците. Значи, секој ден, скоро во секој училиште. Разговори со наставниците, потреби за наставниците. Битно е да, сум јас лично за промени на програми. Програми не од 1980 година. Програми за барањата на Матеј, барањата на Маја, нели? Сакам такви ученици, сакаме сите. Меѓутоа, во време што живееме сега, тоа е тешко изводливо. Останува на нас, наставниците, сега, да реализираме тоа што другите некојаш ни наметуваат. Меѓутоа, газди сме во тие 40 минути. Во тие 40 минути на час ќе работиме како што сакаме ние. А ние знаеме како работиме. Да. Прашања? Ај ти. Јас лично го сменила начинот на образованието, така што во програмата ќе биде внесено повеќе игри и како наставничката, повеќе со
Бидејќи програмата наградува памтење, ама тоа просто за неколку месеци, односно понекогаш за дена ќе биде заборавено, па некои работи не се битни. А може и да се подсетиме на интернет. Јас би им овозможил на учениците да си кажат на своето мислење на било кој начин. Ако домашната, например, как за татковината, што е за вас татковината и други прашања, би прашал луѓе од различни места, како што се, например, од Шведска, Финска или САД. Исто и би прашал некој македончиња за да биде ферски. Да биде. Ајде. Здраво на сите. Матеј, јас сум учителка, се викам Весна Станоевиќ, работам со мали дечиња. Кога ти би бил учител, наставник, што и да е професор, како би ги казнил наставниците кои што не обрнуваат внимание на децата? Ако имаме игра со поени, кој наставник е подавар и се надпреваруваат со поени, мислам дека ако сакаат да бидат најдобри наставници, со позитивна работа ќе бидат најдобри. Но ако се негативни поени ќе добиваат, така што ќе паѓаат. И за казна може една песна што не ја сакаа да им пуштиме. Турбо фолк. Ана, имаме уште 5 минути, а? Уште малку, да. Ајде. Верувам дека сите овде сме луѓе кои што сакаме да направиме добри промени во образованието. Меѓутоа, мислам дека сите ние треба да им пренесеме нешто на нашите колеги. А тоа е дека не смееме да заборавиме дека овие деца кои што ги учиме денес ќе се пензионираат за 50 години. Многу е тешко да се предвиди некога што ќе се случи дури и само по 5 години. А овие деца ќе почнат да работат најмалце за 15 години, така што мораме да го смениме начинот на кој што ги подучуваме овие деца. Видовме дека тие размислуваат сосема на еден поинаков начин. Ние не можеме да ги обучуваме со методи кои што биле уште во времето кога можеби ние сме учеле. И затоа мислам дека треба секогаш да се стремиме кон промени, кон подобро, меѓутоа и да не се плашиме да го кажеме тоа што мислиме дека ни пречи. Вие сте сите тука наставници и морате сите заедно, еве и ние сме тука да помогнеме да го вратиме дигнитетот на наставничката професија. Мислам дека само доколку ние си ја вршиме совесно, достоинствено работата, меѓутоа и ако кажеме што е тоа што ни пречи, само така ќе можеме да ја одбраниме својата професија. И затоа мислам дека еве овие деца кои што тука има некакви инспиративни говори, кои што верувам дека вас ве подкренаа на размислување што е тоа што треба да смениме, само да се заветиме дека навистина ќе направиме се за да го направиме образованието колку што може подобро. Нашата фондација може само да придонесе и да даде некакви иницијативи, меѓутоа без вас тие промени не можеме да ги направиме. И затоа еве упатувам апел до вас, навистина сите заедно да се бориме за едно подобро образование. Ако немате веќе прашања, мене ми останува да им се заблагодарам на нашите говорници за овие навистина потикнувачки приказни. Тоа, меѓу другото, ќе го направам и така, што ќе ги поканам господјата Киранџиска и господинот Стајн да ви подарат нешто што ќе ве подсетува на ова наше убаво дружење. Ова е само една мала благодарност да се сеќавате на овој денешен ден. И верувам дека ќе имаме уште вакви настани. Верувам дека и меѓу вас ќе имаме луѓе кои што можеби на некој следен настан
ќе бидат инспирирани да го споделат своето искуство. Ево. Thank you very much. Ребека ќе го врачиме подарокот подоцна, а сега мислам дека Кика има најава за следните активности. Да. Многу е убаво кога треба да така да речам заокружиш, затвориш еден настан, а всушност тој никако не завршува. Ова е можеби крајот на само овој дел од Спич вртич и вам, драга публико, мораме да ви се заблагодариме што ова денес излезе многу подобро од што можевме да си го замислиме. За сите вас вака инспирирани, горе во Детскиот креативен центар имаме подготвени едукативни работилници на кои што ќе можете да добиете практични совети како да си ги реализирате сите овие инспирации кои што сигурно сум ги добили. Потоа некаде околу 14:30 ќе се дружиме на телот и таму можеме да продолжиме да разговараме во неформална атмосфера, а за оние на кои што навистина ќе им биде тешко да се разделат од нас, имаме едно изненадување во 15 часот во Детскиот креативен центар, се вика јога за смеење. Ете така, ви испраќам инспирирани, расположени и се гледаме во првата следна убава инспиративна.